Важна улога за формирањето на моите ставови за охрабрување, за јас да си ги искажам своите, има мојата мајка, бидејќи постојано ми давала простор за да ги искажам ставовите, колку и моите аргументи да не биле точни и секогаш ми слушувала. Така да смитам дека тоа е клучот за една млада личност да ги искаже своите ставови. Семејството има многу голема и важна улога во тоа, бидејќи ако се слушувани децата, тогаш им се дава еден простор и се чувствуваат доволно важни за да ги искажат. А јас имам еден диаметрално различен став. Нас мислам дека ни треба помалку семејството, многу повеќе ни треба зајакнување на индивидуата и на младите и обкружување и давање економска можност на младите да бидат доволно сигурни и да не зависат континуирано од сопствените родители додека не наполнат 40 години. Така што мислам дека нас ни треба помалку она што е стигмата внатре во семејството, она што му наложува на младиот човек да размислува на одреден начин, многу повеќе ни треба индивидуален пристап, да им дадеме на младите можност преку социоекономски мерки самите да го градат својот став. Сметам дека нешто најважно за сите ние да го изразиме своето мислење во општеството е да бидеме сослушани од поискусните и односителите на одлуки и да околу нашите размислувања и предлози се оценети позитивно, во иднина тие да бидат имплементирани, односителите на одлуки се развија бидат прифатени од самото општество. Семејството треба јавно да истакнува дека младите се тие кои што смеат и треба да говорат. Младите се тие кои што треба да даваат сопствени ставови и мислења. И во секој случај, таквите ставови и мислења треба да се сослушаат. Најнапред во рамките на семејството, а потоа и надвор од него во општеството. Затоа што, како што кажав и на почетокот, младите и сакаат, и можат, и умеат. Младите се движечката сила на нашето општество. Во однос на тоа каква улога има семејството во начинот на кој што младите ги формулираат своите ставови, можам да кажам дека ја има една од најголемите улоги која што може било кој фактор да има, со оглед на тоа дека уште од најмлади години семејството и воспитно-образовниот процес се местата каде што младите го поминуваат најголемиот дел од своето време. Па од тоа имајќи на ум дека воспитно-образовниот процес е фокусиран на фронтална настава, каде што еден зборува, а другите слушаат, од есенцијално значење за младите во самиот дом, во самото семејство, да ја имаат поддршката и да можат да го формулираат своето мислење и понатаму да можат да го изразат. Како би можеле да го зајакнеме? Како би можеле понатаму да го зајакнеме и семејството во стимулирањето на искажувањето на ставови? Она што е важно е да се уважи мислење, да се стимулира размислувањето и тоа исто размислување да се стимулира да биде вербализирано, да биде кажано на. Значи, деца, младите, кога биле деца, кога би во мина, треба да го прават истото. Треба да живеат во една средина која што е стимулирана,
кој што го стимулира нивното размислување, кој што го слуша нивното размислување. Семејството е тоа кој што треба да ги подготви младите за надвор во општество. Семејството има улогата на градител на тие млади. И затоа е многу важно да и семејството разбере дека треба да го стимулира кажувањето на ставот, да го стимулира имањето на свој став, на своје размислување.